Добро утро, 10-тиот најзагаден град во светот. Јас сум Љупчо Златев, вие следите утринско еспресо на Радио Лидер. Еве ви давам завет ово утро дека секој утро ќе следам загадувањето на светските листи. Ово утро Скопје е на квалитетното 10-то место, 10-ти најзагаден град во светот. Пред нас се Техеран, Мумбај, а веднаш зад нас се наоѓа Бишкек од Кирикистан, еден град од Непал на кој во овој момент не можам името да му го изговорам, би бил Катаманду или така нешто. Таманси. Да. Напред на листата се наоѓа Лаор од Пакистан, Делхи од Индија, Багдад од Ирак, Калкута од Индија, Карчи од Пакистан, Дака од Бангладеш. Добро утро од европскиот Бангладеш, заедно со Искра Коровешовска. Ово утро ќе работиме не толку за загадувањето на воздухот, но Ќе ти замарат некои од граѓаниве, зошто оти па можда и со права. Мислам, не тебе, генерално на нас медиумите, бидејќи ги цитираме овие светски комерцијални сајтови што наводно го мерат загадувањето, а сме имале, нели, мерни станици во рамки на веб страната чии информации се достапни на Министерство за животна средина и тие сме требале да ги следиме порелевантно, да не морало да читаме од комерцијални светски станици. Па добро, овие независно тоа што се поклопуваат, мислам. Бројките се поклопуваат. Ние во овој момент имаме 154 индексот на PM10 ли што е таму мерната единица, 154 што е во фазата на unhealthy, односно нездраво за живот. Тие што се под нас, овој градов што не знам да го изговорам, тоа е unhealthy for sensitive groups, односно таму не е здраво за сензитивните групи, кај нас е здраво за кај нас е нездраво за сите генерално. Мислам дека така фина една надеж во наводници со овие 6 екоавтобуси што денеска ги добиваме како донација од Европската унија. Овие 6 интересното автобуси на мене, Љупче, што во суштина денеска ќе ги пречекаат автобусиве заедно евроамбасадорот, министерот Изет Меджити, ама ќе се појави градоначалничката Даниела Арсовска. Например, ја немаше жената сите овие изминати месеци, особено сега кога е загадено и особено кога и се случува крах во едно од клучните предпријатија заради кое е загадувањето вакво какво што е ЈСП. Ама денеска кога ќе стигнат екоавтобусите ќе се појави. Како и да, ајде нека биде и ова вовет и прво прашање за нашиот утрински гости. Молам да го представиш, јас го следам и го познавам подолго време вака од јавноста. Станува збор за еден синдикален лидер со импресивно CV во македонското синдикално движење. Дај без влакна на јазикот, борец Маријан Ристевски, добро утро, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Ние си ја кажуваме КСУМ и ни е лесно, ама кога треба вака цело име да се каже е специфично. Ви создава фрустрација фактот што еве денеска ќе се појави градоначалничкава кога треба да покаже, не знам, грижливост или не знам што пред ЕУ факторите кои ќе донираат 6 автобуси, а ја нема кога има потреба и кога вие ја барате како синдикат. Најнапред добро утро, благодарам за покана за денеска да присуствувам. Поздрав до вас и до вашите слушатели. Благодарам за прекрасното представување. Малце ме засрамивте утрински што се кажува. Добре, ја не познам некој подолго да обстоил во синдикалното движење. 2-3 сте вака. Па да, има колеги кои што се пензионира, меѓутоа можам за себе да кажам дека веќе, да не кажам преку 30 години сум во синдикалното движење. Покрај тоа многу граѓани знаат дека и со невладини организации во делот што е за извршување, исто еколошки здруженија. Така да тоа можеме да кажеме исполнува и се осеќам некако исполнет, се додека имам енергија и додека имам поддршка од вработените, од граѓаните, ќе се занимавам со оваа професија, која е неблагодарна, морам да кажам, бидејќи знаете, ако си политичка партија, се знае, кога си на власт имаш одредена моќ и можеш да исполнуваш одредени барања што ги имаат граѓаните, додека синдикатот стално си опозиција, ставен се меѓу два огна, не можеш да бидеш еднакво допадлив на власта и на работниците,
али ипак моето искуство покажува дека со добра екипа, со добар тим може да се направи барем И со добри нерви. и со добри нерви, да, меѓутоа нервите се осеќам дека се истанчуваат и ќе видим ваши Добро, разговор. сега, некои би рекле дека сигурно подобро стоите со нервите од градоначалничката на Скопје. Да, нили е фрустрирачки што еве денеска е подготвена да се нацрта пред факторот ЕУ во државава евроамбасадорот за донацијата на 6 автобуси, а ние како медиуми ја повикуваме, вие како синдикат постојано апелирате, граѓаните се нервозни од нејзината негрижа. Видете, јас ќе кажам една реалност. Мислам се надевам дека ќе се појави денеска, барем е најавен. Да, ја како што кажавте, еве веќе долг период сум со синдикалното делување и сум имал средби, да не кажам со голем број на премиери, председатели на држава, министри, градоначалници. Еве градоначалничката веќе ја тера последната година на зелен мандат и покрај од неколку обиди да остварам средба, за жал до ден денеска не сме оствариле средба. Не дека патам зашто сме немале средба, меѓутоа не можам сам на себе да се објаснам зошто НСК како ипак градоначалник е на Скопје, кај што тоа е титула една одговорност која што после премиерот и председател на држава можам да кажам е одговорна функција. Не само со мене, јас не знам дека имала средба и со одредени синдикати. Значи јас кога побарав еднашка средба кај незе, замислете, ми се јави од другата страна некој синдикалец, нези најверојатно што го има, вика да дојдеш да разговараме. Чекај, пријателце, како да разговараме јас и ти си синдикат, што ја барам некој од кабинетот или градоначалниката. Од авторитетите, така да. што сега ти значи сакам да кажам ова, ми се нема случајно во мојата долгогодишна кариера како синдикат да лицето одговорно што треба да разговара со мене ми праќа од другата страна синдикалец. Али тоа уште од самиот старт јас видов дека за жал морам да потенцирам кога се појави како личност да го води градот Скопје. Еве јас лично ќе кажам, кај мене остави многу позитивен печат, како и кај многу граѓани, една личност, поготово женска особа, која е, јавно ќе кажам, симпатична, исто како вас Искра. Благодарам. Им влеваше надеж дека е еден таков лик потребен на градот, стопанственик. Јас во минатото пред да стане градоначалничка сум имале средби во владите, она ја представуваше комората и стварно имаше таму настапи каде што фасцинира, дори ако го погледнеш нејзиното CV, има прекрасна биографија, кај се школува, како се школува. Меѓутоа, од кога стапи на самата функција, уште првите денови, се види дека нешто има. И сега таа, замислете, цел период, све некој е виновен. Медиумите, граѓаните, синдикатите, не знам кој. Она треба да си е виновна првин сама на себе, или па, еве ќе кажем, ако имала некој околу незе некои советници, пиар што и терале, треба се љути на нив, бидејќи тие од самиот старт и дадоа најверојатно погрешна надеж дека еве сега градоначалнички, сега ти си на таа функција седната, немој да слушаш никого. Не можеш, знаеш ти, кога си веќе градоначалник на град Скопје, тоа е одговорна функција. Ристевски, ние видовме протести на ЈСП. Незадоволни се луѓето таму. Незадоволни се луѓето сега, последната најава, ако не се лажаме, за улици и патишта. Незадоволни се вработените во градот. Незадоволни се приватните превозници. Еве се, ако не чинат приватните, барем чинат државните. Ако не чинат државните, барем би чинеле приватните. Како е можно сите можни целни групи поврзани со градот да имаат проблем со градоначалничката? Знаете, обично, еве, некој ќе рече, ако не им удоволите на работниците, ќе им удоволите на газдите. Овде ние имаме неудоволување кон сите постоечки страни од страна на градоначалничката и не само тоа, имаме состојба на еден арогантен однос, на еден однос поради кој веќе ЈСП се помалку и помалку возачи, има голем дел си селија од нив отидоа да работат во Германија. Како ќе излеземе на крај со се? Ова се трајни последици за градот и за системот. Значи, како што кажав, не само што она према граѓаните се однес, меѓутоа, мене ме чуди фактот како им према низините најблиски. Према низините најблиски, што ја беа околу низиниот делокруг, сведоци сме како се према ни се однесуваше. И тоа не може така да продолжи. Вие спомнавте ЈСП. Тоа има, значи, кај вработените има страшен страв. Тоа веќе има страв во коска и вработените не сакаат, еве што покажува моето искуство. Сме правеле протести во ЈСП, улици, патишта,
Вработените не сакаат да искочат на медиуми, се плашат буквално бидејќи она не почитува никаков закон. Ниту имале примери во минатото, ќе ви кажам, во улици патишта. Имаше протест, избркаа неколку луѓе, постапката се знае како е. Пишуваме приговор до управниот одбор ги согледува фактите, ги враќа вработените на работа. Директорот не смее да врати, кажува градоначалничката, не смеемо, не се да ги вратиме колегите на работа. Поднесуваме во Државен инспекторат за труд. Државен инспекторат за труд утврдува дека постапката не е правилна, треба да се врати и тие луѓе не се враќаат повторно на работа. Ја тужат, сега ја тужат градоначалничка. Па после однесовме кривична пријава до директорот, кога го побараа најверојатно, кога виде дека има кривична пријава, па ајде се смилува, некако ги вратија. Еве сега повторно улици патишта нема земено плата за прошлиот месец. Ова личи на Африка, на некој на некој како што град, кажав, тако јас многу сум учествувал на разговори, преговори, ваков преговарач, да кажам соговорник кој што треба да ги решава, одговорен за да ги решава проблемите на граѓаните, на работниците, сум немал. И до денеска кажувам нема. Значи сакате да кажете кога протестирале улици и патишта биле збркани неколку луѓе заради протестот тенденциозно и она спречила да бидат вратени на работа. Така е. Значи се поставува изнад закон. И тоа веројатно се случува и во други предпријатија. Ако денеска нема плата, сам че мене ми е жал. Меѓутоа утре ќе бидем приморани, веќе вработените во улици патишта има донесена одлука, ако и денеска не се исплати плата, утре со механизација се најавува дека ќе се блокира град Скопје. Која е состојбата во улици? Да не се исплашат евентуално вработените. Знаете, тоа е малку еден феномен, не е некако нема едно со друго поврзаност, бидејќи тоа се сопствени права за работена плата, да го кренам гласот што ме спречува, така. Од каде сега стравот? Не сме да го има тој страв, ако сме ние луѓе со интегритет. Ако се луѓе со интегритет, не ги напаѓам вработените, меѓутоа не може битката да ја водите сам Маријан Ристевски како челник. Потребно е да се од внатре да се кренат. Видите, требаше да има вчера протест со механизација, меѓутоа што се случува во улици, не само во улици патишта, сведоци сме во сите јавни предпријатија, по 5-6 директори се сменети. Улици патишта го сменија директорот, дојде еден друг директор. 2 месеци беше. Ајде да му дајме на него шанса, чекајте како ќе биде. Знаете како Вие постојано давате шанса. Стално даваме шанса, меѓутоа веќе чашата прелијана, вработените веќе не можат. Не знам што кажавте вие. Проблем е за еден синдикалец кога вие треба на секој 3 месеци да преговарате со различен директор. И тоа замислете за плата и со различен директор. Вие не преговарате за специјални услови за работа. Не дај Боже тоа да додеш да повериш некои услови за работа, покачување на плата или не знам какви. Вие зборувате за нешто основно, а тоа е цел месец работите и до 15 да земете плата. Но еве како со овие луѓе кои ги става Данела ги ротира цело време нови, па имаш дури случаи ќе го смени од директор, после ќе се сменат уште 3/4, па пак ќе го врати. Човек да се шокира што значи, се сега имаме пример во улици патишта, ве како примераме. Значи тој директор беше 2 месеци, си напушти, види што е, дојде нов директор и сега он само што дојде, еден ден дали беше директор, виде каква е состојбата и тој си замина. И сега ние нема со кого да преговараме. И сега нема директор. Сега да ви кажам, и сега донесовме одлука за протест во понеделникот, кога во петокот дојде нов директор имате. Директорка до девојче 29 годишно. Од кај незинот кабинет или од градот некаде некој инспекторка, не знам што е. И сега замислете се од другата страна девојчето можеби што е факт, не познава ништо. И сега ајде оставите ми кажав, не до денес како нема плата. Мене жал ми е, меѓутоа овие луѓе треба да земат плата. Добро, што е проблемот во улици и патишта? Ама не е зашто само плата нема? Зашто не е само улици, па не домаќинско работење во сите јавни предпријатија. Верувајте, тоа е хаос таму направено. Кој како ќе дојде директор нов, ќе се леле овдека што се работело, са ни кажува на нас, видел тоа книгите, они знаат што треба да проверат. Овдека се работело страшна работа, ја не знам како, трпете се, веќе има надеж, значи да не се повторуваме во разговорите. Таму треба да влезе нормално инспекција, да се провери што е таму се вршеле страшни дејанија, понашто го слушаме, са ние немаме докази. Меѓутоа постојат индици дека па резервни делови, па возила кога ги се поправале, а не се поправале, фиктивни случувања, излегла машината, дали автобусот излегол, се поправил, не се поправил, фактури се испоставуваат, се плаќа и што треба и што не треба. А кој се офајдува на крај? Па на крај не знам кој се офајдува, јас знам кој патат работниците, патат граѓаните. Тоа е мала група, најверојатно луѓето околу нејзе се офајдуваат и меѓутоа мене не ми е јасно ако да не може да најде луѓе. Да, прашањето ми е ефективниве фактури кај завршуваат парите.
Па парите си ги зема тој што врши наплата. Најверојатно се зборувал, обично фирми се доаѓаат блиски околу незе и незините луѓе, па се врши исплата, па се знае како се земало процент. Ова се све спекулации што збораме, меѓутоа треба власта сега веќе имаме нова влада која треба и таа да покаже одредена одговорност. Да, но доколку покаже оваа влада одговорност, и јас се согласувам со вас дека треба да покаже одговорност, доколку било што од ова што говорите се испостави дека е точно, јас мислам дека е точно, и доколку и стави лисици на Даниела Арсовска, прво нешто што ќе обвинат оваа власт е дека има политички реваншизам, дека ја прогонува Даниела Арсовска затоа што Даниела Арсовска им излегла од стадото, веднаш ќе излезат извештаи за демократија, за кршење на човекови права и што ти не. Не би се сложил така, ако власта направи контрола како што треба, и ако излезе со аргументи и факти, можеби ќе таа мала бројка на луѓе ќе се јават што ќе сакаат да ја брана на одреден начин. Меѓутоа, голем број на граѓани ќе чекаат, да не кажам, цело Скопје чека разврска. Замислете, уште една година има мандат градоначалничката. На ова како што одиме, гледате на што се случува. Немаме ни превоз. Градот е катастрофа, гледате контейнерите секојдневно. Значи, потреба према нашиве членови што се во самите предпријатија, денната потреба за автобуси била околу 230 возила треба денеска да излезат, колку толку градот да биде обслужен. А кажуваат дека само 50, 60 до 70 автобуси. Тоа е една третина. Хорора е превоз. Нема луѓето не може да дојдат на работа, студентите не може да стигнат на часови, се губи изостаноци. И сега луѓето веќе превоз се снаоѓаат како знаат. Еве јас работам во железница, и кога беше сега последново скроз, да не кажам, немаше автобуси никакви, на паркингот кај што ги паркираме возилата, за прв пат гледам возила кои не ми се познати. И разговараме со колегите што да правиме. Од тој скромен буџет што го имале дома за што планирале нешто да потрошат, они сега мора да даваат за гориво за да дојдат на работа, бидејќи директорите и со право кажуваат кај сте вие на дослите на работа. А никој не те прашува како ќе стигнеш на своето работно место кога немаш превоз. Значи дополнително сега од собствениот буџет се организираат луѓето дори по гледаме по социјалните мрежи. Возамо тамо кој сака да дојде со мене. Жално е ова, малце е смешно, меѓутоа жално е ова. Го пореметува целиот пазар на труд, не само оние од град Скопје, оние кои работат во јавната администрација, за тоа зборам, јавните предпријатија, приватни компании, училишта, факултети, луѓе што, да не кажам, луѓе што доаѓаат од внатрешноста, не знаат автобус, не знаат Скопје кај се наоѓаат институции, некој ќе му рече чекај 24 дека, ќе утепат пола ден ќе чека автобус, ќе му заврши дали бил требал да оди на преглед, дали требал да оди некоја институција да заврши некој документ да извади, денот дошол од натрешноста, кажуваат бадиела дошол, му завршил терминот, не може да стигне, веќе не знаат како се снајдат. Дури такси човек не може да најде во тие сабајле, во тие периоди кога се критични, да кажам, кога секој гледа да стигне на времено, дали на работа, дали било што која да заврши својата обврска. Меѓутоа, ова вака не оди. Јас мислам, мене ми е, јас стално давам некои предлози, меѓутоа некој многу и не ме симпатичат, меѓутоа јас стално, како што кажете, зборам отворено. Овдека треба, ние разговараме веќе сите јавни предпријатија се собереме и ако може сите јавно да излеземе, ќе ги повикаме граѓаните да го блокираме град Скопје. Или ќе се вразуми градоначалничката или да не влегува буквално цела администрација. Да пробаме таква проба. И радикално и граѓаните да ги повикаме да го обиколиме градот Скопје, дали тоа утре ќе почнеме со улици патишта, ќе видиме како ќе биде. Ако има расположение, нека бидејќи не може никако се смени. Нека покаже доблест и она како градоначалничка да речи факт е, ја утнав, ја се погрешив, да не се повторам, дали советниците така е учеле, дали она сама така самоволно си настапуваше, одговорноста према градот, према луѓето, према децата, према старите луѓе, мора да барем на крај на мандат нека покаже доблест да рече еве луѓе, јас се обидов, мислев дека сама можам нешто да направам различно, една партија друга, се обиде нели политичка партија да прави тоа тотален дебакл, кога гледа дека нешто на некого не моди, честно е да каже, да излезе на пресконференција, еве, тоа е тоа луѓе, пробав, се извинувам, барем да ја запамтиме по такво нешто, дека имала доблест на крајот, видела дека терала погрешна политика. Не можеш ти кога имаш одговорност, како градоначалник бил, ја тргнав од себе како синдикат. Јас сам не можам ништо. Мене ми се потребни медиуми, ми се потребни работниците, ми е потребна буквално и влада или министерство или директор да преговарам за да направиме нешто. Кога не можам сам да направам, што има да се расправам, факт е сега да зборим отворено, ВМРО не се донесе на власт. Таа е вина на ВМРО. Ама види, сега вина.
Не сакам никого да бранам, да не се повторам. Да. Она да беше одговорна, да кажем, према луѓето, према гаѓаните што ја гласале, со ВМРО сега како на власт, со овие пари што ги дава владата према општините, поготово град Скопје че земеше големи средства на пари, она да си беше во соработка со партијата што ја донесе на власт, ја ви ја гарантирам, сега че имаше уште еден чист мандат за градоначалник. Не знам како ќе ме свати некој. Дури после што градоначалник, ја моја перцепција, моје лично мислење кажувам, можеше да биде председател на држава жената. Бидејќи кога дојде да не се повторува, значи, кога дојде остави впечаток на личност која може нешто стварно да промени, да направи. И тука не е сега греф ако некој застанал позади нејзе, бидејќи значи да правиле ВМРО направиле добар избор. Најдоа кандидат кој што победи. Да збориме реално, значи направиле вистински избор во тој момент. После што се случило, кажа се она не може сите да се виновни. И граѓани, и работници, и новинари, дури настапува, знаете како беше изјавата лани за Нова година. Еве сега од септември, подценување граѓаните од септември ќе го накитам Скопје. Новинарите вака, па работниците, па вие барате до 15, па кој земал до 15 плата? Не смеш така да се понашаш. Ти си Како кој земал до 15 плата? буквално еве еден ден закасна платата. Нас ни се случувало затоа што сме мала компанија, со малку вработени, со тешко финансиска работа која си мала компанија, нас ни се случило да дадеме плати и после 15, еве, не крием. Но секогаш кога даваме плата после 15, плаќаме камати на тоа кон државата, казнени. Затоа што законот предвидува дека вие мора на работниците да им дадете плати до 15. Сега тие 2-3 пати годишно, кога се случува да земеме на 18 и на 20, не дај Боже, тогаш ние плаќаме камата на државата затоа што сме задоцниле со плата. Така и граѓаните, вработниците си имаат кредити, ако не се исплати до одреден датум, по автоматизам банката зема камати. Да не зборуваме ако имаат брзи кредити каде што тој автоматизам е и многу полош, односно на граѓање треба да платите и 30% повеќе од парите што сте ги земале, само затоа што вас ве зафркнале за тоа кога ќе ви ја дадат платата. Ристевски, еве, има сега и нова влада. Вие како синдикати сега, ова идеолошки би рекол, традиционално би требало повеќе да соработувате со оние партии кои се во левиот спектар. Сегде во светот е така. Не знам. Гордон Браун, лабористот, стана председател на лабористите поради синдикатите. Слична е состојбата и во Соединетите Американски држави со Демократската партија, каде што синдикатите поддржуваат кандидати за председател или не. Природно, вие како една левичарска организација, односно организација која се бори за правата на работниците, би требало да имате во Македонија соработка. Имаме 3 партии, тоа се Левица, Социјалистичка партија која е нели коалиционен партнер на ВМРО и СДСМ. Како соработувате вие со левичарските партии во земја? Па и знам на некој начин. Кажам за левица, тоа уопште не е левичарска партија. А може би, еве и вие не знаете, може би многу голем број на граѓани не знаете, еве ќе искористам оваа прилика. Јас сум еден од основачите на левица. Тоа знам, јас тоа го знам. Значи од основачите и тврдам дека јас лично со моите колеги како синдикат од сите бранши што бевме, ако не бевме во тоа тело за организирање за регистрирана политичка партија, немаше да се регистрира. Значи, тврдам, нека ме дематира господинот Апасиев, 1/3 собравме најмалце од тие 1000 потписи што требаше, башка си плаќавме сами нотари, регистрација, вадење државјанства и бев член на првиот президиум. Значи тогаш немаше председател. 2015-16. Тука некаде беше, знаете како, ајде, у прв момент ми остава впечаток, таму беше Здравко Савески, Бранимир Јовановиќ. Да. Викам дека може нешто да направиме, ај стварно да направиме работничко движење некое, па да видиме да успееме преку политичка партија. Свесни сме дека не можеме да направиме некој меѓутоа е вака да се освои некој пратеник и со таа партија што ќе победи да успееме да одредени прашања на работници да ги задоволиме. Бидејќи факт е кога ќе седне некоја влада на нас, обеќаат, забораваат. Сега се надам со оваа влада нема да биде така. Почнавме да видиме како ќе биде, имавме само до сега само една седница на социјално-економскиот совет. Јас сум присуствувал многу такви седници и верујте ми остави впечаток дека значи само една седница сме имале. Оваа влада, да не кажам буквално, имаат контрола врз све. Од една страна тоа е
Тоа е за поздравување. Ќе се вратиме на оваа влада. Сега да кажам само за левица. Значи, јас бев еден од еднаквите во президиумот, член на президиумот. Почнавме да работиме, ја уште тогаш видов дека со Апасиев не може да се работи. Дури да не кажам да и до физичка пресметка, дојдов меѓу себе на последниот централен, јас го водев централниот во Континентал беше. Бранимир Јовановиќ исто на другата страна, за жал Здравко у почеток беше со нив, после увиде и со него настана све и мене ми е криво што таква една партија денеска се сведе на едно вакво ниво, на султан партија, замислете после го смени и статутот, стана председател да може што сака да прави. Да, предходно вие бевте, имаше хоризонтална поставеност. Да, поставеност, президиум, не може да се сите еднакви. Да, и јас видов дека тука, да не кажам, нема поле за работа и уште во самиот старт се повлеков. Имаше обвинувања ради тоа, ради ова и мислам дека во тој момент направив вистински чекор, се повлеков, продолжив со синдикат, меѓутоа тврдам ја дека синдикатот во Македонија мора да секаде во светот има синдикалци кои што, еве во соседна Србија има синдикат кој што е исто пратеник во собранието, не е никаква пречка. Да, не е спорно. Нас е малце спорно ако политика нешто. Да, никако ментален склоп. Да, онма ете го во што сака. Партии кои имаат президиум не функционираат во Македонија. Значи, јавно ќе кажам ексклузивно размислуваме со тие колеги што на одреден начин од Апасиев беа избркани. Јас сам си отидов, не бев избркан, си видов што е, он после носеше там некои одлуки за мрзнување, смешни одлуки, не знам што. Размислуваме да се обидеме да направиме нешто слично такво, левица сигурно ќе постои во називот на али ова е чисто како размислување, преговарам со луѓето, бидејќи она што го гледаме поготоа сега во последните настапи, се добива впечаток дека таа партија, освен Апасиев таму другите се тотално привезоци. Јас сум разговарал со многу луѓе што во почеток му дава поддршка, сега ми се јавуваат на кафе, седим разговарам, голем број на луѓе кои што вика си било право, ние тогаш мислевме вака, човекот е само бендисан, сам за себе, тој не сака, замислете, тој не сака да влезе во влада. Ја тврдам дека да има и 20 пратеници, тој нема да сака да влезе во влада, зашто ако влезеш во влада имаш одговорност и одма нормално само напаѓај. То така е најлесно. Пари, он кажува за пари, а зашто не каже дека годишно 200-300 илјади евра добива од државата на конто како политичка партија за освоени гласови од буџетот на Македонија. Он глуми некој лудо, не земал превоз, не знам, 500 евра, 600 евра, а од другата страна 300.000 евра. Да, но 400... и риториката, не видовме, сега да бидеме искрени, освен она декларативно залагање за правата на работниците, ние не видовме ниту еден законски предлог, не видовме ниту една, како да кажем, ниту едно решение кое би го подобрило животот на работниците. А има многу. И тоа не треба да бидете многу паметни. Не, земете од Западна Европа каква регулатива има поврзана со работните места и со почитувањето на работничките права и ставете го тоа овде и ќе добиете одличен резултат. Но сега да се обидеме малку и да ги поврзиме, извинете, нема да ве замарам многу со политика. Да. Очигледно е дека Даниела Арсовска со сите си има скарано, но во релацијата со левица имаат една одлична кохезија. Левица е единствената партија која остана во коалиција со неа и се уште има директори во склоп на град Скопје. Да, и за тоа ќе ви кажам, мислам има во библиотека и во КИЦ, во културниот центар. Информативен. Да, и сега таму луѓе што има, сега ќе ви кажам колку е таа демократична напасив на неговите директори поставени. Синдикат, да спомнеш таму се направат готов уплав има, тоа луѓето ќе бидат избркани на работа. Меѓутоа тоа не може никој да го потврди. Јас сум разговарал. Диктатура невидена, а застапува работнички права. Левичарите забрануваат синдикат. Да, тоа е веќе што да ви кажам. Абсурдно и затоа ова што го кажав како идеја ни доаѓа да пробаме да видиме, да се обидеме, дали тоа ќе се оствари, дали не ќе покаже времето, меѓутоа мислам и за него не треба веќе многу да се троши време. Јас кажав, јас потрошив многу енергија таму, многу финансиски средства, се вложив целиот за да направиме нешто. Ја тврдам да беше таа партија на едно ниво, она што го замислувавме, денеска Македонија ќе беше многу по квалитетно место за живење и работници ќе беа многу позадоволни. Бидејќи тие 7 години СДСМ и ВМРО? Па видите, ова што се случуваше, јаде бидејќи полог период, ова СДСМ што го праве, јас сум говорил јавно и на дебати на емисии, кога ќе присуствував на тој социјално-економски совет, таму знаете присуствува премиерот, министри, кога ќе доеше, кога не министри,
да ја стално кажував да дојде некој од надвор, некој новинар или бил некој граѓанин да го внесам, да присуствува, да слуша, ќе се добие печаток. Осеќа се ќе се добие печаток дека овдека се собрани министри од повеќе држави и се секој за својата држава си кажува како треба, што треба. Значи секој посебно ќе мислиш министер од Шведска, од Данска, од Србија, од Албанија, не знам од каде, секој своја политика, нема некоја кохезија, некој став заеднички. Да, веќе кажам, значи ние како синдикат, јас го знам овој министер, ќе потпишам со него, што нема да важи за другите работници. Тоа е апсурдно. Значи беше баш и буслук кој што сака правеше и како резултат на тоа тоа што го доживеа тие. Ја цело време се обидував да им кажам, луѓе, ова што го терате ќе ви биде хаос, не се води вака држава, не се водат вака компании, никаква одговорност. Ќе го избрка работникот на работа, ќе го врати судот, фирмата плаќа, министерството преку нашите адвокати во полиција, во армија, па преку 20 милиона евра може да се плати она што требало работникот да го земи легално, мораше преку тужба, преку нотари, преку извршители, ако главниот долг коштал 2-3 милиона да се плати, сега плаќа 20 милиона и никој не одговара. И затоа ги снајде тоа што ги снајде, додека оваа влада имавме значи само еден социјално-економски совет, беше премиерот, тука министриот за економија, за труд социјала, за меници, за финанси, организација на работодавачи, ние како синдикат стварно се доби впечаток дека организирани буквално имаат контрола на све. И сега ние се гледаме, знаеш, нема волкот иза шалата, не може веќе Искра ми е мене пријател, дојде иска да потпише. Не може, дојде да се потпиши, поставено на централизирано управување. Тоа радува од една страна, дека но од друга страна ќе биде многу потешко така. Од една страна добро ќе речеш, еве нас се нашол домаќин ова. Јас владата ја гледам како домаќин дома. Ако дојде некој стопан, што вика народно кажано, кој што ќе се грижи за фамилијата, за куќата, течел кровов, да се направи дворот, вратата, све да вложува, тоа е добро за куќата. Са децата нема да шикуваат 2 парапатики, 3 парапатики, па не знам ова требало она. Се надевам дека овој период вака владата кај што настапува, ќе за краток период ќе се постават контурите, ќе се знае кој што како, ќе после домаќински да се работи, да се полни фондот, па после да седнеме за одредени покачувања за самиот збор економија доаѓа од грчкиот збор оикономија, нели хеленскиот збор, античко грчкиот збор, кој во превод значи управување со домаќинството. Значи самото делување на државата, односно управување со економијата е менаџирање на домаќинството како едно големо домаќинство во кое и не живеат толку многу луѓе, знаеш, ние колку имаме 800-900 вработени во државата. Толку со се приватен сектор. Со се приватен сектор немаме ни милион вработени, не е некоја голема бројка која не може да се изменаџира. Постојат корпорации во светот кои имаат повеќе вработени од држава. Провинција сме во една Италија како територија, е срамота што не може да се менаџира. Јас сакам нешто друго да прашам, ако имаш да не те пресаков. Не ме пресечи. Значи, прво Лјупча кажа пред неколку минути дека закон за работнички права и така натаму суштински промени ставени на хартија како иницијатива не сме виделе. Од друга страна ти спомена исто така да се соберат сите јавни предпријатија, да блокираат СЕП и администрацијата на град Скопје нека не влегува. Доаѓаме до една суштинско едно прашање што мене ме мачи. Кога Македонија ќе има синдикална борба, условно речено, во која нема да мисли само за платите и незамените плати, туку ќе излезе, ќе протестира за тоа што има лоши услови за работа, или заради тоа што и автобусите на ЈСП редовно не се сервисираат, или заради тоа што не е топло доволно внатре за патниците. Пример, туку секогаш кога треба синдикатот да се активира, тоа се плати неисплатени. Како да е тоа најголемиот проблем, не велам дека не е, значи не велам во едно општество како што сме ние, факт е дека е тоа најголемиот проблем. Во европските земји сме виделе примери да наеднаш да застанат железниците, сега пази која причина. Затоа што тој месец платите не ги изедначиле со инфлацијата во тој квартал. И наеднаш нема железници, викаат стопираме. Ние во Македонија кај нас железничарите протестираат не за да ми ја усогласат платата со како се вика со инфлацијата, туку воопшто да земат плата.
Имено. Воопшто да И земат леле, плата. ова што го спомна Златев, дека шофери од ЈСП, односно возачи, во Германија, во Словенија и тоа стотици се излеа. Зошто за тоа не се крива, еве, например, гласот? Тоа е сериозна... Да. Види, ја мислам сериозен доаѓа удар. искра времето на таква реакција на граѓаните. Знаете зошто? Во минатото Заводот за вработување беше пребукиран, да кажам, со работници. Не беше дозволено излегување во странство, луѓето не се осудуваја, се збореше вака во странство така. Сега младите поготово, не само младите, и луѓето во средната возраст напуштаат државата. За жал тоа е многу сериозна работа, алармантна, и се надевам владата ќе го свати овој податок, ќе направи 300 напори, што се вика крајни напори нека прави, да ги сочува луѓето, бидејќи сега доаѓа баш тој период на охрабрување на работници, бидејќи нема работници. Порано беше полесно. Ако ти се работи, ако не, заводот е полн со работници, одма ќе се најдеше замена за сите структури. Сега веќе нема стопанството бара работници, не само стопанството, дури во јавните установи, по министерствата, по судовите, кога ќе види работник основна плата 24.000 со факултет, тој веќе не конкурира за работа. И сега мислам доаѓа времето каде што свеста кај работникот се крива, се надевам свеста и кај раководителите, кај министерствата, кај директорите, кај владата ќе се крене на едно повисоко ниво и сите заеднички да бидеме одговорни и конечно државата да ја ставиме на прав колосек. Например, и ова зголемување на платите. Сега јас ќе бидам искрен. Зголемувањето на платите во јавниот сектор. Еве ќе земам Македонската радиотелевизија као пример. Македонската радиотелевизија денес нема ништо поквалитетна програма од што имаше пред 4-5 години. А платите се скоро дуплирани таму. Благодарение на колективниот договор. Како што кажав, само Македонска телевизија и Министерството за култура и факултетите има таков колективен подпишан. Каков дисбаланс тоа создава во медиумскиот сектор? Ние како мали медиуми, радиодифузери регионални во нашиот случај, ние не можеме да ги даеме тие плати кои ги дава Македонската радиотелевизија, затоа што прво државата не оптоварува, ние годишно имаме 7-8 евра трошоци за лиценци кои ако ги поделите како зголемување на плата на 9 вработени кои ги имаме, тоа ќе бидат добри пари во текот на годината. Ние не може да ги даеме тие пари на вработените затоа што ги даеме на државата. А од друга страна Македонската радиотелевизија ги зголемува платите и ние се соочуваме со еден огромен проблем да веќе не може да задржуваме работници. Така. Затоа што тие велат, слушај, идеме, ние ќе работиме умарата. Таму се многу подобри условите. Од друга страна има таму и огласи, луѓе се вработуваат. Имаме еден целосен дисбаланс општо во медиумскиот сектор кај приватните медиуми кои не заработуваат доволно за да ги дадат тие плати кои ги дава Македонската радиотелевизија. Истото се случува не само кај вас медиумите, како што кажав, значи претходно беше кој како знае нека се снаоѓа. Со овој министерство да не се повторам со овој директор ќе подпишам таков колективен договор и се створи еден ревот и во останатите институции. И сега затоа гледам оваа влада сака да направи да ги изедначи тие таквите работни места. Тоа што беше претходно оставено само на себе, сега има стварно нелогичности. Со завршен правен факултет, например во водовод или да не кажам каде зема таа сума пари, во министерството зема таа сума пари. Во тоа јавно предпријатие толку, вамо сосема различно. И сега ќе се прави еден колективен договор кај што ќе се подпишува да видиме тука стварно и како работници ствара револт. Сега јас како синдикат морам да поздравам се снашне луѓето го начекале министерот или директорот, подпишале нека земат пари. Са дајте и на нас, ама тоа факт е ова се состојба, некој ќе ме свати погрешно, еве имаше одредени покачувања во здравството 10%, во образованието 5%, па сега вие ќутите, еве колку малце дадоа, луѓе нека се почне од негде. Да. Нека се стартува да видиме дека стварно некој сака да воведе ред. Се најава до година, дај сите заедно да не се повторувам, да раеме Македонија среќно место за живење. Работница се знае што е во држава работник, што е полицај, што е новинар, што е министер, сите да бидеме одговорни. Јас се плашам дека има одредени, еве јавно ќе кажам, веќе имаме одредени средби со подредени министерства, со јавни предпријатија, со директори. Имам осеќај дека некој не ја сваќа сериозно функцијата и јас јавно еве и овак прилика ја користам. Ние ќе дадеме прилика, ќе дадеме можност, нека се запознаат, нека видат што како, доколку некој сака истиот терк на работи да ги продолжи како што беше во минатото. Јавно мислам таквите личности треба сите заедно да ги прозваме, што се вика со име и презиме. Премиерот или министр таму нека владата нека се преземе мерки, не може да истата практика да продолжи. Ние веќе стигнуваат до нас
одредени поплаки од работници по јавни предпријатија, директорот вака се понашал, по одредени министерства, министерот, заменикот, не знам, шефот на кабинет, се прават дека нешто се сега седнале уживаат во функцијата. Мислам, тоа сите треба да помогнеме на влада, ја им кажувам јавно, собираме се податоци, ако нема подобрување кај таквите личности, треба и нормално е тоа да кажеме, извини господине, ти овдека си седнат, сите очекуваме нешто некако претходно. Одговорност мора да има во државата. Токму тоа е работата на синдикатот. Да кажам, значи ние не дека сме презадоволни со 10%, 5% во образованието. Меѓутоа кога некој кажува дека секоја година систематски ќе работиме во зависност колку има во буџетот, ќе покачуваме плати, дајте тоа сите да бидеме одговорни. Веќе се случува. Одиме со кратка пауза за реклами, во која се враќаме во вториот дел. Навистина инспиративен разговор, почитувани слушатели, кој би замислил дека синдикалното движење може да биде волку актуелно. Обично јас, мојот покоен татко беше синдикалец, за нас синдикатот беше свински полутки, кашкавал, канти сирење и такви работи. Во меѓувреме работите во државата отидоа по геволите, сега веќе никој не зема свински полутки, кашкавали и пакети за нова година, и синдикалците навистина мора да се борат за многу различни каузи од споменатите. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Прилично бурна дебата во првиот дел од емисијата Искра. Вистески е многу сугестивен соговорник и искрено настапува, и веројатно и од тука му е поддршката да си остане на чело на КСОМ. Како се бира уствари лидер на КСОМ? Сите гласаат, како изгледа тоа јас? Види, тоа е по-демократски, нема, самите работници избираат председател. Например, веќе ви кажам како е постапката. Сега е многу попростено, во некоја компанија, предпријатие, било каде министерство, сите да не ги спомнувам, вработените доволни само 6 вработени да се соберат и да регистрираат синдикална организација. Меѓу тие 6 вработени се избира нормално личност као председател кој ќе ги застапува, се регистрира синдикатот, си имаат пристапници, статут им даваме све и после до нив е колку ќе бидат спремни да ја шират идејата кај вработените да што повеќе членови да соберат. Така да синдикатот демократско бејас, на сите им викам, некој сега можеби емисија веќе да повеќе каже стално нешто збори, јас стално им кажам, јас можам толку како Маријан. Дај не само да зборувате по кафичи, по кафани на улица каде ќе ме сретнете, направите сами синдикат. Нов направите, никој не ве попречува тука. Тоа е интересен феномен. Борете се да видите како е. И има луѓе кои што ја тврдам дека може да допринесат во синдикалното, меѓутоа скептици се знаете како се плашат. Па нема што се плашат. Тастатура сме силен народ и вака по кафанија. И затоа и државата довесте, затоа вика мора сите веќе ова е краен момент кај што сите мора јавно да говориме, да помогнеме на владата. Новинари, стопанственици, работници, граѓани, земјоделци, било кој. Поготово овие што се универзитетски професори. Сите треба да кажеме јавно да проговориме. Зашто ако во самиот старт не добие овој народ впечаток дека владава стварно застанала машки, што се вика, нема веќе баш и бузду како што беше до сега, зборам за сите влади назад, дека мора да влее надеж и кај младите да видат дека стварно сега ајде да почекаме, ќе биде нешто да гледаме и днината во Македонија. Сега овие закони што ги имаме, јас закон за работни односи, верујте 7 години со прошлата влада се бориме никако да се донеси. Неколку членови. Ќе ви кажам апсурд. Се уште има запоставување со дело на договор. Тоа дело на договор тоа не смее да постои. Тоа дело на договор како е се ви овашава куќа овдека, може да викнете некој работник да реновира, да поставува не знам што некоја инсталација што не е од браншата. Новинар не смее да биде со дело на договор запослен. Тој мора да биде со времено авторски договори. Тоа е друго. Меѓутоа знаете како медицински персонал, медицински сестри се сретнувавме сега во здравството со мора да го поздравам Боби Бојчевски, председател на синдикатот. Мислам дека не гледа, да. Многу работи дознав. Знаете што? Одиме по градовите, се јавуваат медицински работници, дури доктори мислам имаше некаде со дело на договор. Не смее тие да бидат со дело на договор. Тоа е кривично дело. Значи медицинска сестра доаѓа од фелата здравство. Сите здравствени работници, гинеколози, акушери, доктори, не знам што да не ги менувам, физиотерапеути, сите што работат во здравството, сестри,
тие мора да се запослат со времено или трајно вработување. Дело на договор не смеете вие, тоа се крши со закон. Меѓутоа се злоупотребувало катастрофално. Најлесно, тие луѓе немаат ни пензиско, ни здравствено осигурување, минимална плата никаква. И се надам таа пракса ќе ја прекини, меѓутоа мораме да го смениме и законот за работни односи. Не може 5 години да имате вие времени вработувања. До каде е таа процедура? Па сега имавме седница, како што кажав, прва седница само што беше на социјално-економскиот совет, кажавме се надевам следната недела ќе има втора седница и тоа прашање ќе е актуелно да видиме што дали ќе носиме комплетно нов закон, дали одредени членови, да видиме што ќе предложат од владата, ќе предлагаме ние како синдикат, работодавачите и мораме да најдеме јазик. Знаете зошто? Зашто вие младиот работник денеска, младиот граѓанин, ако го запослите со времено вработување на 3 месеци, па на 6, па на 3, така до 5 години, да не кажам до недоглед, тој работник не е сигурен. Тој компанијата не осеќа за своја. Да, има еден друг практичен проблем. Тие се млади луѓе кои што треба да ствараат фамилија, треба да земе кредит, на него никој не му дава кредит. Бидејќи нема стален работен однос банките и така се скржави за давање кредити, камоли сега кога немаш дека ни паѓа демографијата и значи во однос на стамбеното прашање. Ова е исто така тема за работниците. Зошто? Затоа што ако вие денеска сте работник во Скопје, не може да купите стан поради висината на цената на квадратот. Од друга страна имате луѓе кои имаат по 20, по 30 станови и ги издаваат под кирие. И од трета страна, ние сме една од ретките држави во Европа каде што нема данок на наследство. Доколку вие воведете дека над 200 квадрата, над 100 квадрата имот, секој ќе треба да плати 30-40% данок на наследство за да му остане тоа на неговите деца, тогаш нема да инвестираат во недвижнини и да ги заглавуваат парите таму и со тоа нели да ја држат цената високо. Да, во Германија така мислам. Не во Германија, во цела Европа е така. Се знае, сегде си има 300.000 евра вредност на имот, до 300.000 евра вредност на имот ти си ослободен од данок на наследство. Над 300.000 евра негде е 20, негде е 30, негде е 40%. Дури во Грција сега воведоа и така ја снижуваат цената на квадратот. Исто, покрај данокот на наследство, вие не може да плаќате волку ниски стапки на данок за имотите во кои не живеете. Вие еден стан во кој не живеете, годишно ќе плаќате 100-150 евра данок на имота, не живеете во тој стан. Значи правите пари од него. Еве, што викаме левичарска партија, мене ме чуди, ај сега ќе кажеме десна партија е на власт. Ние ќе се обидеме со оваа влада, баш вие што го констатиравте, тоа е факт. Имаше пред одреден период еден уставен суд укина уредба каде што граѓанин ако имал 2-3 стана дека све над тоа треба да се плаќа поголем данок на приход на доход, не знам как, не сум во тоа упознат како, укина дека не може ќе плаќа исто како да има еден стан. Тоа мора да се прекине. Не е тоа човеково право. Тоа не е човеково право. Да акумулирате вие недвижни. Мене не ми е јасно, ако еден стан во Скопје квадратен метар стигна до 2-2.500 евра, да кажам се некоја општина во Валандо во 800. Што значи тоа? Овдека се става некој посебни цигли, посебен градежен материјал, таму го прават од слама. Пазарот на имот секогаш нели пазарот секогаш зависи од локацијата и тоа е така сегде во светот. Во ред, меѓутоа толкава голема разлика, за да се ограничи разликата, да не биде ваква, потребно е државата да воведува регулативи, затоа што денеска доколку вие сте фамилија од двајца работници, зборувам, не знам, работат во маркети, во ЈСП, пример кажувам сега. Тие се практично многу тешко да стигнат до сопствено живеалиште денеска. Тоа е сериозен проблем на државно ниво. И сега Уставниот суд, како тоа се дрзнува да толкува вакви работи, кога во истиот тој устав стои дека Македонија е социјална држава. Ако е социјална држава, тогаш треба на сите да им овозможи можност, не да им даде станови, но да им овозможи можност да купат станови. Не бе, дали сега дали треба да Врховен суд, знам дека донесе таква пресуда, имаше дискусија по социјалните мрежи. Може би треба некој уставен судија да биде некој од сините емисии. Тој во ЈСП, тие се запослени преку 90% и во јавни предпријатија има такви современи вработувања, тоа е мал број, меѓутоа преку 600 вработени илјади се во приватниот сектор. Ова важи поготово за приватниот сектор што го зборам. Луѓето нема стален работен однос. И затоа законска измена мора да има. Ако јас сум газда, еве, кој во таа компанија,
работник кој ќе дојде да работи кај мене, па ја ќе го проценам за 6 месеци, максимум година дена, дали тој сака да работи или е некој фолирант. Се извинувам се на зборот. Да. Ако ти за година дена не можеш да увидиш 6 месеци дека овој работник сака да работи, да му дадеш, да му предложиш да го запаси за стален работен однос, тој работник ќе осеќа компанијата после како своја, бидејќи ќе зема кредит, ќе гледа да допринеси, да му се качи приход од компанијата, да оди напред, да може да зема повисока плата, да исплаќа кредит, да има подобар живот. А сега вака тој работи овдека, додека работи може да го зема компјутерот, гледа кај има друго работно место да аплицира или да избега странство. Затоа владата ќе остави впечаток дека стварно размислува за младите, за граѓаните, ако овој закон го донесеме што побрзо, барем оваа мерка што зборам. А после ќе седнем да разговараме за покачување, како што има, да не се повторувам, факт е, можеби некој ќе кажува мало е сега покачувањето, меѓутоа да мора да тргнеме од некаде, мора да имаме сите одговорност. Не може ние немаме одговорност во држава за ништо. Сите гледаат дека народот е оплячкуван, ограбуван од овие брзи кредити, само може да има од тема на тема, брзи кредити, извршители, нотари, адвокати и сите ќути. Да. Абе Маријан, што направи, па ти се буниш толку време, што успеавме барем нешто каматата кога ќе го стигне главниот долг да не оди нагоре, меѓутоа за жал се уште се врши високо, многу пари се земат од граѓаните за тоа извршување. Што напа? Викам, ајде бе, вие мене ме чуди фактот што имаме суди, професори, министри, разни влади, опозиции. Надај соберете се вие неколку правници, адвокати или што, предложите. Тоа е проблемот. Предложите, еве го законот, ние го носиме законот, еве ваков закон треба да биде Македонија да се среди ова. Никој не сака. Знаете зошто? Не може да вие денеска да најдете адвокат да застапува некој против извршител. Да, абе тоа ми знаете од фелата сега ќе ми се налута и значи сите се поврзани. Ние сите збориме колку земале извршителите, нотарите, а никој не поставува прашање колку адвокатите земаат пари. Добра, а на другава страна приказната синдикатите, зошто вие така не сте обединети, како што еве на пример адвокатите извршителите, не можеш да им ја пробиеш оградава, значи они се зошто? Еве, јас си поставувам прашање зошто. За прв пат сега, јавно веќе кажам, имаме некоја соработка со Сојузот на синдикати на Македонија, за прв пат. Порано ние бевме непријатели со право, знаете зошто непријатели? Јас тврдам, еве, пред цела македонска јавност дека доколку во државата имаше синдикат кој што знае што сака, немаше да бидеме доведено државата до ова дереже. Се направи криминална приватизација. Не дека е ваша одговорност, ама јас во рамките на моите можности некаде јавно ќе кажам, во шумска полиција, судска, затворска, дека никој не протестираше, ние го блокиравме Скопје со протести, маршеви на полицијата, знаете прав. За железница да не зборам, јас сум горд на моите железничари. Железничарите се едни од што се вика надежта дека работникот може да не. Јас кога ме протестирале, сме штрajкувале, еве стално може некој ќе кажува исто, јас сум 2 пати бркан од штрајк за штрајк во железница. Судот ме вратил, еднашка после 2 години, еднашка после година нешто, па сум вратен во железница и си работам. Железничарите че знаат да си ги бараат своите права. Ако нема плата, се знае. Возови ние не сме виновни што ситуацијата не само во железница секаде доведена до хаотична состојба. Претходно секој месец, секоја година нов директор. Не може така да биде. Железница е систем кој што мора да му се даде шанса на одреден директор да ја запознае железница па да кажува резултат. Он ќе дојде, ќе научи што е железница, додека научи што е, ќе го сменат политички па нов директор, а исто се случува секаде. Убаво е, знаете што, барем заменик од директор, еве веќе кога има заменици директори, да бидат од самата компанија. Не може во јавно предпријатие да носите директор од надвор и заменик директор од надвор. Што немаат врска. Немаат врска. Не зборам за железница, зборам за сите, еве водовод, пошти, да не ги именувам сите институции. Значи мора да се направи нешто и сега еве имаме ние са нов директор во железница, разговараме да видиме, се надеваме дека конечно ќе тргне, еве дека гледате вие во комшии ви се набавени се позајмица локомотиви од соседна Србија. Гледаме министерот сака нешто да направат, да видиме исто, еве јавно поздравувам кај што кажа дека ќе се прават станови, куќи за млади брачни парови, дека може сепак да стимулативно тоа делува, меѓутоа ќе мора да има резултат. Ако остани све на зборови, као што кажав, краток е периодот, ние следиме што е и ќе бидете сведоци, а мора да има, не може сите да се совршени. Ние ќе укажеме на таквите директори, на таквите што се по институции управители, дека мора да го
подобрат односот према, поготоа знаете што многу е битен односот према вработените. Работникот кога доаѓа на работа, тој мора да биде со елан, а не да одиш на работа и се враќа нозете назад. 2/3 од денот минува на работните на работата, места. тоа е. Треба да ја осеќа таа компанија како своја, да шири идеи, да работи со мерак, да допринесе повеќе продуктивен, да биде што барат продуктивен, што да работи нашиот продуктивен, кој ќе отиде во странство како е продуктивен. Така е. Кога гледа дека овдека хаос станува во компанијата, А ваму никој има систем каде што функционира. Јас сега што можам сам во компанијата да направам? Ништо, чекам да јас да отидам надвор од таа компанија. Добро, некако во комунална хигиена се прилично смирени. Дали откако ето Незири дојде па не сме да писнат апропо на што го зборуваш дека се плашат од сите тие промени таму. Од имашен или отпуштени во времето на Косана Мазнава неколку, да не речам стотици или можеби повеќе работници кои не се павуваа на работа. Тоа се регулираше, се е толку супер таму или како? Тука сигурно мора да даеме поддршка ако некој работник не доаѓа на работа да го штитиме да зема плата, а беше пракса во минатото, дури јавно кажува по институциите, тоа треба да се среди, факт е. Меѓутоа дека како да не се повторам, страв владе многу кај вработените, многу верувајте. Комунална хигиена гледаме што е. 50 возила кажуваат дека се надвор од употреба, кој нема резервни делови, затоа континерите се полни. Нема одговорност, ќе паче кажам, нема одговорност. Ја ќе седам како директор, ќе го упропастам предпријатието, ќе го заглавам до гуша, еве информација некоја вчера се обидов за емисија колку толку да обезбедам. Водовод ми тврдат 2017 ми тврдат, сега еве јавно кажувам, ако не е нека демантира некој. Буквално си било предпријатието, си плаќале фактури благовремено, функционално. Сега се збори од долг не знам колку милиони евра. Од 2017 на од 2017 наму. Милионски евра се должи. Ние сме фантастична држава да упропастиме. И никој не одговара. Милиони. Некој платил по суд, по извршители, по адвокати, што треба да плати, не одговара. И како така? Тоа е најлесно. Да. Ми смета овој ќе го избркам, ако го вратат па фирмата ќе плати, да не зборам све едно исто. Значи мора да има одговорност. Ако нема одговорност во државата, не ни се пишува, верувајте. Каква е комуникацијата со еве директорот на ЈСП и тоа ме интересира, дали сте имале убит со оглед на случувањава сега, еве имаат уште за колку, уште за 5-6 дена гориво практично или не, како му даѓа со оглед на помина неколку дена. Да, ма имаат договор што ќе се направи во 4 очи. Некој ќе земеле во 4 очи. Каква е комуникацијата? Никаква. Тогаш имавме пресконференција, упадна самиот го видите, па сакаше да спречи, па го му реков не ти тука местото, дека што ти е местото. Па гледате како пишува сега по социјалните мрежи нашата председателка таму Бети, кажа како јас што зборам јавно, катастрофална состојбата, и ради тоа замислете, женава пред пензија, председател на синдикат ја прераспореди на пониско работно место. Ама како смее тоа да го прави? Па не сме, ние одма почнаме преку Државен инспекторат за труд, комисија за дискриминација и врачи ја решение и ја врати назад. Значи, она што зборам, се обидуваат по разни начини. Таа жената беше во друг синдикат или самата беше да немаше заштита, денеска ќе беше прераспоредена, и како после луѓето да прават синдикат, кога гледат председател на синдикат, ја смени на пониско работно место што кажала, кој тој маш што ќе се побуни после дека да му каже директоре ова не прави, си вика мене ќе ми избрка за скроз. Затоа дека мора луѓето да се охрабрат. Не да чекаат Маријан да ја заврши работата или Петко или Станко, не знам кој. Кога гледа дека нешто не е во ред, реагирајте бре луѓе. Реагирајте, дали организирајте се во посебен синдикат, дали некој здружение, дали група на граѓани, искочете, излезете, протестирајте. Имаше пред некој ден протест, јавно ќе кажам. За превозот, сите плачиме, сите кукаме, нема превоз, нема. Од шутка што ги собра тие направија малце гужва, народот го нема. Да. Го нема народот, па да видиме реално. Веќе е 10 часот, Ристовски, ви благодарам многу за ова гостување од ова утро. Се надевам дека ќе разбудиме многумина и од оние кои ја ги држат конците, и од оние кои треба нели да ги предизвикаат, затоа што работничките права се многу значајни и многу важни во општеството. И јас би рекол дека во ера на слободен пазар и капитализам, стандардот животен зависи директно од тоа. Квалитетот на животот зависи директно од тоа. Некој ќе рече дека ова се некакви стари агенди, нели, но не само што не е така, туку сосем обратно е. А ние се соочуваме со земја во која во овој момент немаме квалитет на живот, првенствено поради заради тоа. воздухот. Нема јавен превоз,
Немаш условно Нема- загарантирано право на чист Се воздух. ушто сега не може да биде соодговорност нели на оваа влада еве во железницата да речем. Имаше претходно инвестиции, купуваа кинески возови и така натам, сега ништо од тоа не функционира. Пропагаат железниците, а железница би требало да е најефтин транспорт. Не може кој ќе отидете вие во Германија, во Франција, во Англија, во Словенија, било каде да имате достапен железнички сообраќај, овде да нема ништо. Но проблемите почнуваат да се решаваат кога ќе се лоцираат одлични Да. пораки. Значи да не Маријан се Ристовски повторуваме, апелираш. благодарам за емисијата. Сакам да пратам порака до граѓаните и работниците. Верувајте, може би па некој ќе ме разбере погрешно, она што во почетокот го видовме на првите разговори со владата, влева надеж, ќе ги држиме за збор дека тоа ќе го прават. Работниците нека се организираат, ќе помогнеме на владата, она што е за пофалување, јавно ќе го пофалиме. Никој нема чаровно стапче преку ноќ да реши. Еве подршка, јавно кажувам за прв пат, јас лично стојам сега позади одредени одлуки што ги носи владата, гледам дека сака да воведе ред и се додека така работи, до година дај Боже да биде се понапредна државата, поуспешна. Но и да растат платите. Ако се здобри сивата економија, има многу теми што не здопревме. Се уште присуствувам, одам во некои компании, во некои, да не ги кажам сега какви објекти се даваат, се примаат пари без фискални сметки. Да. Мора владата да спречи сива економија, без разлика дали тој ме е близок на овој или на оној, да покаже одговорност и верувајте, резултатите ќе дојдат. Воспротивно, за критиката лесно е, еве прв ќе држете ме збор, прв ќе критикувам ако нешто не е како што треба, дајте сите да се вложиме, сите да можеме да помогнеме, бидејќи ова е краен момент државата да ни застане на здрави нозе, да се осеќа работникот горд, да имаме гордо семејство, ако имаме задоволно семејство, ќе имаме задоволни општини, задоволни градови, И задоволна држава и сите ќе бидеме среќни и весели. Ако молчиме, ако гледаме и дека и сега се случуваат неправди, ништо нема да направиме, верувајте. Одлични пораки и одличен апел да живее синдикалното движење. Работници од сите земи, обединете се, немате ништо друго што да изгубите освен вашите охови, рече еднаш Карл Маркс и не остана жив.